Добро вечер, почитувани гледачи. Вие го гледате отвореното студио на телевизија Нова. Една од етичките должности на новинарите е да го препознаат говорот на омраза и говорот кој потикнува насилство и дискриминација по која било основа и да се оградат од него. За говорот на омраза во социјалните медиуми, особено за време на изборната кампања, зборуваме вечерва со моите и ваши гости. Лилјана Пецова-Илиевска, добро вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Вие доаѓате од Дирекцијата за заштита на лични податоци. Со нас вечерва и Бојан Кардалов, специјалист за социјални медиуми. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Добро вечер и благодарам за поканата. И психологот Мирјана Јовановска-Стојановска. Добро вечер и добре дојдовте и вие во отвореното студио на телевизија Нова. Добро вечер, добро ме најдов. Сведоци сме на остра реторика, се уште сме на месец и половина до изборите, а веќе силна е реториката забележана и во социјалните медиуми. А ако го земеме предвид законското решение, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми, таа ги регулира традиционалните медиуми, но како да се спречи и заштити се она што се пишува и што излегува на интернет порталите? Видете, многу е важно да се разграничи дека во 21. век регулација или контрола на оваа слободна интернет сфера во апсолутна смисла на зборот или во традиционална смисла на зборот не може да се направи. Работите се одвиваат пребрзо. Всушност денеска секој еден човек има свој медиум на некој начин, личен медиум, на кој што се израдува, но секако никому тоа не дава за право да го користи говорот на омраза. На некој начин многу е важно да апострофираме дека интернетот е огледало на општеството. Интернетот, всушност, социјалните медиуми се огледало на она што се случува, така наречен офлайн или што се случува во секојдневието. За жал тоа се рефлектира и на социјалните медиуми, меѓутоа главната препорака би требала да биде дека не најголем дел, не огромно мнозинство го користи говорот на омраза. За жал тоа се случува, но тоа е во многу помал обем. И навистина треба да се фокусираме дека фокусот главен треба да биде ставен на дебатата, на дискусијата, на слободата на изразување, бидејќи всушност интернетот, особено социјалните медиуми, представуваат место каде што ни дава простор, тема, платформа, во реално време и двонасочно да комуницираме. И со наши пријатели, меѓутоа и со медиуми, и со институции, и со други субјекти. Ако допред 10 на 15 години имавме ситуација во која што од една страна имавме медиуми кои што зрачеа или емитуваа или печатеа информации, а денеска со појавата и пенетрацијата на интернетот можеме веднаш да изградиме можност за директна комуникација и двонасочна комуникација. Секогаш сакам, бидејќи оваа област веќе над 7-8 години работам, секогаш сакам да се фокусирам на тоа што е предност. Тоа е можност да се изразиме, да дебатираме, да разговараме. Но секако дека говорот на омраза е присутен. А во македонското законодавство постојат многу начини и можности каде и како можат граѓаните да се заштитат и да покренат одредени постапки доколку се загрозени или се соочуваат со некој напад или говор на омраза на интернет. Не заборавајте дека интернетот е слободна сфера, меѓутоа за се има трак. Доколку некој ги пречекори властувањата, тука се Дирекцијата за заштита на лични податоци, тука е Министерството за внатрешни работи, на крајот на краиштата првата и основна дестинација е Facebook. Ако зборуваме за Facebook или Twitter, или пак одредени администратори на другите социјални медиуми, каде што исто така може да се реагира и да се побара бришење. Илиевска, вие доаѓате токму од Дирекцијата за заштита на личните податоци. Каде се најголемите злоупотреби? Во која сфера се случуваат тие? Така, од најголемиот број добиени представки во Дирекцијата за заштита на лични податоци се токму во насока на злоупотреба на лични податоци на социјалните мрежи. И тоа, за жал, веќе во изминатите години е бројка која што се зголемува. Ние сметаме дека од една страна тоа е и меч со две острици, значи кога правиме анализи дали е во насока за тоа што сме институционално препознати дека кај нас може да поднесат представки во насока на злоупотреба на личните податоци, или пак од друга страна тоа води кон уште поголем број на злоупотреби на социјалните мрежи. Бројките покажуваат дека несомнено граѓаните
точно знаат каде да се обратат и во која насока треба да се однесува барањето, особено за бришење на лажни профили или кога се работи за хакирани Facebook профили. Меѓутоа, се повеќе се соочуваме и од еден друг аспект, а тоа е аспектот на се повеќе креирани лажни профили од страна на средношколците. Тоа е еден аспект, да речем, кој што го работиме изминативе 4-5 години, каде што правиме анализи и утврдено е дека во просек во едно средно училиште на град Скопје, еден средношколец има по 3 лажни профили на Facebook. Што говори тоа и во која насока, нели, го градиме нашето општество, особено во насока на, нели, се помалку злоупотреба на лични податоци на интернет или заштита на правото на приватност на социјалните мрежи, е прашање кое што навистина треба малку посеопфатно да го опфатиме, не само од институционален аспект. Како психолог, како да се заштитат пред се средношколците, учениците, а потоа и возрастните? Знаете, некоја баш несовршен совет како би требало да се заштитат од психолошка гледна точка и не постои, затоа што тоа е постојано присутно, значи интернетот ние не можеме да го извадиме од нашето секојдневно живење, дури и го препорачуваме на децата да се користат, затоа што тоа е извор на многу податоци, извор на информации што им се потребни во учењето, а од друга страна може да биде извор на голема злоупотреба. Така да, можеби некаде во едни отворени разговори, во тоа постојано учење, дека треба да се внимава, да им се укажува на она што може таму да ги чека, да се зборува за тие лажни профили, за тоа какви опасности чекаат за тие лажни профили, што се со нив може да се случи, и од друга страна едно реално вистинско ангажирање надвор од интернетот во секојдневното живење, контакт со родителите, контакт со пријателите, одржување на тие реални врски во тоа кај нив ќе создаде некоја критичност према она што ќе го најдат на интернет. Значи, отворен разговор, градење на блиски односи. Ние постарите треба да им го возможиме тоа, да не дозволиме да остануваат со сати препуштени на интернетот, каде што многу лесно ќе се претопат во една маса, во еден фантазматски свет и ќе го изгубат контактот со реалноста. Кардалов, кој најмногу може да манипулира со социјалните медиуми? Тој што и во реалноста е склон кон манипулација. Значи, луѓето какви се во реалниот живот, такви си виртуелно. Тука не постои разлика. Веројатно од психолошки аспект, нели тоа се одредени девијации, меѓутоа претпоставам дека тоа е исклучок. Но во суштина сите оние кои што се склони да манипулираат на улица, по дома, нели и така натаму, тоа ќе го прават и во интернет просторот. Се сложувам дека апсолутно контактот и разговорот и отворената дебата и со помладите средношколците е единствениот начин да се постигне нешто, бидејќи факт е дека интернетот реално има многу повеќе предности отколку што има негативности. Логично е ние да се фокусираме на негативностите, бидејќи сакаме да не постојат или барем да се искоренат. Да, или барем да се намалат. Меѓутоа, реалноста кажува дека интернетот ни е, еве ако тргнеме од средношколци, извор за материјал за лектири, за содржини, за презентации, одредени теми. Кај студентите за разноразни дефиниции, материјали, пишување на дипломски, семинарски, така натаму се да не редам. Кај луѓе редовно работене за истражување, сите ние се припремаме за оваа емисија, например, меѓу другото и интернет. Значи, ако повлечеме на линија, интернетот има многу позитивности. Меѓутоа, тие основи можности за манипулација, како и секаде постојат и дефинитивно треба да се бориме, но највеќе со ваква дебата, со обуки. Мислам дека дирекцијата во изминатиот период имаше и кампања, и обуки на таа тема, што е нешто многу добро. Психолозите и другите, социолозите се многу често присутни на телевизија, на други медиуми, во реалноста и на дебатите тоа треба да се интензивира. Едноставно да се подигне свеста, да се свати дека ништо не е плашило, ништо не е страф, едноставно тоа е добро, но да видиме како да препознаеме и како да се заштитиме, особено најмалите. Така, кои механизми ги имаме за заштита, кои што се вклучени во законската рамка? Така, Дирекцијата за заштита на личните податоци согласно својата надлежност има насока да едуцира, особено да спроведува такви кампањи и активности кои што ќе бидат во насока на подигање на јавната свест.
Пред неколку години направивме анализи на родители кои што на ученици од основно и средно училиште и утврдивме дека родителите се тие кои што бараат повеќе материјали, повеќе содржини на оваа тема да се разработуваат во училиштето. Од друга страна ги поставивме прашањата и во средните училишта на град Скопје. Добивме информации, резултати од истражувањата дека едноставно наставниот кадар не е подготвен соодветно да одговори на прашањата на брзиот технолошки развој и бараат малку повеќе содржини, малку повеќе материјали со цел да бидат едуцирани во оваа насока за да можат соодветно да им одговорат на учениците. Учениците пак побараа за овие прашања да разговараат најпрвин дома со родителите, а потоа во училиште. За нас беше ова индикатор од која страна да почнеме, од која целна група во воспитно-образовниот процес. Тука се трите целни групи. Подготвивме еден приречник за родители, што доколку се случи злоупотреба на лични податоци на вашето дете на социјални медиуми, на интернет, и тука ги посочивме и превентивните, односно механизмите за пријава доколку се случи истото. Воедно подготвивме и доста материјали и содржини кои што беа отпечатени заедно со поддршка на мисијата на ОПСЕ во Скопје и Метаморфозис невладина организација, која што ги дистрибуиравме до сите средни училишта и навистина сметаме дека барем нешто почнавме да се активираме во тој дел и свативме дека навистина има потреба од директно соочување и разговор во образованието, особено во средното училиште, во средните училишта воопшто. Овие кампањи и овие активности продолжуваат. Сега овој викенд имаме обука на 7 училишта од град Скопје кои што ќе бидат идни обучувачи, особено во насока на говор на омраза на интернет и како да се заштитиме на личните податоци на социјалните мрежи. Овие работни тимови кои што се составени од тројца од секоја средно училиште и професор од секоја средно училиште ќе бидат работни тимови експерти кои што понатаму од следната година веќе ќе може да држат обуки по средни училишта и надвор од Скопје. Ние навистина се надеваме дека овој пристап едноставно ќе биде поттик и за другите институции и другите представници од граѓанското општество да се вклучат во овие иницијативи и да покажеме дека само во образованието е всушност чекорот, вистинскиот чекор каде може да се обратиме доколку нели се работи за злоупотреби на социјалните медиуми од секаков аспект. Значи говорот на омраза, лични податоци, правото на приватност, како да се однесуваме безбедно на интернет, кои се политиките за приватност, односно процедурите кои што една веб страна или еден социјален медиум ги користи. Добивме анализа, односно бројка која што фрапира. Ниту професорите, ниту учениците не ги читаат политиките за приватност на ниту еден социјален медиум. Тоа значи дека воопшто не се информирани за тоа што се нивните права и нивните обврски кога се објавува нешто на социјалниот медиум. Така што тие политики за приватност е една клучна алатка која во суштина никој не ја почитува уште од почеток. За кое што треба, како што рековте и на почетокот, треба да бидат информирани дома родителите, децата, но секако едукацијата е сепак и кај наставниците, кај професорите. Можам да се надоврзам. Знаете, тоа е како упатство за користење на некој апарат за домаќинство. Некогаш го читаме, некогаш не, но од отварање на имейл, ако бидем искрени си признаеме, до отварање на профил на некој социјален медиум или канал и така натаму, значи буквално го правиме прескок низ скип, I agree, се согласувам и тоа е тоа. Значи, за жал така се функционира и тоа е добра идеја да всушност се изџвакаат тие упатства од надлежните институции, едноставно се поедностава што луѓето предаваат на конкретниот медиум доколку отворат таму свој профил, страна и слично. Иако, да бидем искрени, самиот Facebook или друг со Twitter, YouTube, друг социјален медиум нема интерес да ја загрози приватноста, заради тоа што ако тоа излезе истори во јавност по било која земја дека тие податоци масовно се делат или излегуваат, значи веднаш ќе паднат од интерес на луѓе до акции и сето тоа. Не се совршени, меѓутоа генерално намерата на ниеден социјален медиум не е да јавно
тргува се има разни размислувања, меѓутоа на масовно явно навистина Да, не е. знаете како ние не сме свесни кои се нашите права. Значи едно од основните права е да бидеме информирани кога одредени политики за приватност се променети или видоизменети. Facebook, Google, например, во изменатиот период направија доста измени и дополнувања во политиките за приватност и без да ги информираат граѓаните во однос на измените кои што можеби и не беа од некој суштински карактер за загрозување на приватноста на граѓаните, меѓутоа не ги информира претходно дека ќе се врши промена на политиката за приватност. Така што тоа најде на доста остра критика и не само критика, туку и санкција од страна на работното тело 29, кое што се состои од сите комесари или представници од органите за заштита на лични податоци на Европска унија. Таму имаме статус наблюдувач и буквално ги следиме, сме во можност да ги следиме сите случувања. Беа изречени санкции и парични казни за Google, бидејќи не ги информираше граѓаните за промените кои што ги направи. За злоупотребата на социјалните медиуми, но и за говорот на омраза дебатираме вечерва во отвореното студио на телевизија Нова. Куса пауза за реклами и продолжуваме со дискусијата. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клучна рака. Дојдете во Ход и Ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и Ход за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и Ход. Одиграјте паметно. Изберете најниска каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер С ненаменски потрошувачки кредит и добите до 1.200.000 денари без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок. Имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула Г132 плюс натурал, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Јас успеав, следете ме. Скопје танцов театар. 5 години танцуваме со вас. Вие го следите отвореното студио на телевизија Нова. Зборуваме за говорот на омраза, особено во социјалните медиуми и како да се заштитиме. Како дирекција за заштита на лични податоци, колку ги следите западноевропските искуства и каде е тука Македонија, ако направиме една споредба? Особено правевме истражување во делот на вклучување на овие теми од нашата област и говорот на омраза на интернет, сајбер насилство, безбедно на интернет, во образовните политики на нашите колеги, односно на колегите од Словачка, Италија, Полска, и свативме дека се длабоко вклучени и инволвирани не само во наставните планови и програми, туку воопшто во севкупната национална стратегија за развој на образованието. Така што од тука тргнуваме и од вклученоста во Европската дигитална агенда, која што се промовира во изминатиот период, особено да потенцираме дека
овие теми се навистина важни за изучување во образованието. Оно што би сакала да го истакнам е дека значи не смее да имаме образовен систем кој што ние ќе едуцираме кадри или ќе одиме, ќе држиме предавања, ќе имаме активности во рамки на проектот Час по приватност во средните училишта на град Скопје. Меѓутоа, она што недостасува е малку посистематско и посистемско навлегување на овие тематски единици или прашања од областа во наставните планови и програми, особено во Националната стратегија за развој на образование, Националната стратегија за млади, каде што бевме длабоко вклучени и се покажа доста голем интерес од страна на средношколците. Она што нас не, да речем, ни постави доста прашања и дилеми во изминатиот период кога ги посетивме сите 21 средно училиште на град Скопје. Средношколците подготвија презентација по нивен избор од овие теми и во скоро 60% од училиштата, односно од тие работни тимови кои што ги креиравме како обучувачи, ја обработија темата говор на омраза на интернет и сајбер насилство во училишна средина. Тоа за нас беше индикатор дека нешто се случува во училиштата за кои што никој не разговара дополнително. Така да ова е некое прашање кое што дополнително ќе поведе дискусија во Разговараат ли дома доволно родителите со нивните деца, особено со средношколците, на овие теми? Како може да им помогнат? Вака, ние психолозите обично се среќаваме со последиците од сето ова. И јас како професионалец, значи во мојата работа, се среќавам со луѓе кои или се жалат на своите деца, или децата се жалат на својот живот, на она што го среќаваат по социјалните мрежи, односно дали немаат доволно лајкови, дали некој ги откачил, дали никој не ги гледа нивните профили или премногу коментари има со негативна содржина. Значи, дел од младината е доста зависна, значи сепак за среќа не е тоа нешто огромно и не е нешто многу големо, и покрај што се изненадив од податоците кои ги даваат дека многу средношколци имаат своји лажни профили. Ама мислам дека е битно родителите да разговараат за да младите може да ја разликуваат реалноста од фантазијата. Многу е лесно на интернет, на тие социјални мрежи да станеме она за што сонуваме. Да стане некој заводлив, да стане некој мачомен, да стане некоја добра женска. Значи се она што младите го сонуваат. Но секогаш се случувало и порано го имало, само што сега интернетот дава можност да биде тоа во голема мера и многу луѓе да го видат тоа. Порано и во малите средини се случувало некој нешто да измисли, да излаже или да направи нешто, ама тоа биле неколку луѓе со кои се среќавале со тоа случување. Денеска тоа е масовно, баш заради тој интернет. И младите си ја бараат некако идентификацијата во тоа, ама ако не им е понудена во реалноста, односно оние работи што тие во реалноста ги доживуваат како негативни во својот живот, како недоволно добри, интернетот им овозможува да изградат еден идентитет кој ќе биде многу по-софистициран и да одговара на оние нивни соништа за себе си. Значи, мислам дека треба многу повеќе да зборуваме. Вакви емисии се супер, само што можеби младите луѓе да бидат вклучени во да се создадат други емисии во кои они самите ќе зборуваат со своите врсници и ќе им укажуваат што се слуша, затоа што начинот на кој младите ќе им пренесат на младите ќе биде повеќе слушнат него ние кога правиме вака една озбилна емисија. И можеби ние можеме да влијаеме на родителите. Да не ги препуштаат своите деца на интернет мрежите. Оставете ги, како што рековме, да се служат со тие добри страни што ги има интернетот, ама да ги анимираат своите деца, да им понудат нешто што ќе ги држи во оваа реалност. Активности, гушкање, љубов, пријателство, дружење, домашна атмосфера, во која што тие ќе го најдат својот идентитет. Кордалов, дали интернетот е слобода или бегство? За кого како и се. Ова беше интересно гледиште, би се надобрзал. И апропо прашањето, значи, во наше време, децении назад, кога бевме многу помали или, не знам, помлади, имаше некакви споменари, имаше некакви дневници, во кои што се запишуваше. Јас се сеќавам 96 или 97 во Маврово бев на зимовање, значи, имаше една пензионерка, значи баба, која во атарот читаше Касандра Фелтон во вечер тогаш.
Значи беа собрани 10 на 15 повозрастни жени, значи се читаше што ќе се случи во следната епизода. Или, например, кога пишувавме белешка за авторот, лектира или кратка содржина, како веќе се викаш, одевме по библиотеки. Сега, ние може да гледаме со носталгија за тоа и ова да не биде бегство, меѓутоа, ако го свртиме сега од денешен аспект или од практичен аспект, значи, денешните млади можат многу лесно, освен да ја прочитаат книгата, најдат белешка, например, за авторот на интернет. Дали е тоа Википедија, дали е тоа разни, тоа потикнува и знаење на јазик, негување на собствениот мајчин, но и јазик. Тие фелтони за серии, сега се трейлери за филмови, сега се најава за некое ново емитување во кината или нова турска серија, шпанска, како и да е. Значи тоа се случува, меѓутоа се случува многу побрзо. Секогаш останува дилемата каде оди времето. Ако порано сите работи, овие работи се правеле 10-кратно потешко или подолго, сега се прават многу побрзо, меѓутоа многу работи го привлекуваат вниманието. Вие кои ќе отворите интернет, тука доаѓаме до бегството или до слободата и слично. Значи вие сте слободна личност, која што може многу да најде, многу да открие, многу да се инспирира, да добие желба и енергија, меѓутоа има многу работи што ви го одвлекуваат вниманието. Спонзорирани реклами, разни банери, одредени текстови кои што се тука да не го привлечат вниманието, бидејќи внимавајте. Во ова море, океан од информации, човековиот мозок не може повеќе од неколку секунди да посвети на нешто. Некогаш ни неколку секунди. И мора буквално во делче од секундата или во една секунда нешто да го привлече внимание, дали е тоа фотографија, дали е тоа секвенца од видео, дали е тоа некој краток текст, за да луѓето бидат тука. Значи, се зависи од тоа на кој начин ќе ја поставиме работата. Колку имаме цел, тоа било веројатно и од секогаш, така, значи ако нашата цел е нешто да успееме и да најдеме на интернет, значи некоја идеја која што утре ќе ја развиеме и ќе биде нешто сосема ново, но ни дала инспирација, че нема да дозволиме ништо да ни го одвлече вниманието, нити да бегаме. Но ако сакаме да побараме оправдување, ќе си кажеме бе, потешко е вамо, ново му е полесно, ново му е потешко, еве што се случува, едноставно тоа е тоа, ќе избегаме од реалноста и ќе најдеме утека. На овој или на оној начин, да, ние веќе многу повеќе зборуваме за едукативната цел на интернетот, отколку што зборуваме за ризиците и можните закани по безбедноста или по повреда на правото на приватност и повреда на правото на заштита на лични податоци, особено во сајбер просторот. Се согласувам, да, референцијална е функцијата на социјалните медиуми, комуникацијата, двонасочната комуникација, но не секогаш постои двонасочна комуникација, некогаш не постои едноставно одговор од другата страна. Тука е тој психолошки момент, веројатно, кога нема одговор од другата страна, па повлекување во себе и така натаму, и треба да се работи дополнително со... Или може да е негативен одговорот. Или може да е негативен одговорот, како и да е. Меѓутоа, едукативната функција на интернетот е особено препозната од Советот на Европа. На 30 март годинава беше усвоена стратегијата, новата интернет стратегија за владење на право во интернет просторот, што нас особено сите не зачуди во овој период, бидејќи навистина во рамки пак на Европска унија пред само неколку дена беше усвоена новата регулатива, европска регулатива за заштита на личните податоци, како и новата директива за заштита на личните податоци во полицискиот сектор, секторот при органите за заштита за спроведување на законот. Тука имаме еден склоп на ново европско законодавство и ново законодавство, особено во рамки на Совет на Европа, каде што 47 земји членки на Совет на Европа ќе треба да го следат примерот на она што Совет на Европа и Комитетот на министри го укажува, особено во делот на новата стратегија на владење со интернет просторот. За препастувачки е дека се препознава особено делот за масовното прислушкување и злоупотребата на податоците кои што се во насока на добиени од страна на интернет просторот, така што веќе во тој дел ќе зборуваме за не само за едукативната функција, туку и за ризиците, односно злоупотребите на личните податоци и воопшто злоупотребата на секој податок што се објавува на сајбер просторот. Колку медиумите играат улога во сето тоа
И од друга страна би рекла, не секогаш нели има едукативна функција, бидејќи сајбер просторот, особено Facebook профилите кои што се креираат во последниот период, гледаме дека не се работи само за едукативна, информативна функција, туку и пропагандна функција. Така што веќе одиме во сосема друга насока, особено во контекст на севкупните случувања. Така, зборувавме за едукативниот дел, за едукацијата на средношколците, но и за домашното воспитување. Така. Но сепак на мета понекогаш не се само средношколците, на мета знаат да бидат и политичарите, токму во ваква сензитивна атмосфера, а се очекува и реториката малку да стане посилна во време на изборната кампања. Зависи. За време на изборните кампањи некогаш знае да доминира и позитивната кампања, некогаш знае да доминира и негативната, некогаш се во баланс. Тоа зависи од кампања до кампања. Меѓутоа, има две правила кои што се поклопуваат. Тоа е правило на политичарите и правило на социјалните медиуми. Правилото во политиката е дека каде што е публиката, таму се и политичарите, таму е кампањата. Исто или слично такво правило постои на социјалните медиуми, а тоа гласи дека повеќе луѓето не трчаат по новостите, по вестите, туку новостите и вестите трчаат по нив. Затоа што постои огромно поле, море, океан, како сакате на информации и буквално никој од нас или многу ретко некој од нас вика и чекај сега тука ќе одам, него тоа што ќе излезе на социјалните медиуми, тоа што прво ќе го привлече вниманието на некој од социјалните медиуми, тоа го кликаме, тоа го читаме, тоа на изворот на информацијата. И затоа пред неколку години, повеќе околу 5 години, буквално политиката за време на политичка кампања е префрлена на социјалните медиуми според нивната популарност, нормално од Facebook, YouTube, па така натаму. Се зависи од контекстот во кој што кампањите ќе ги водат политичките партии. Така ќе се постават и работи на социјалните медиуми. Меѓутоа, секогаш постои еден проблем што до сега се јавил како се користи социјалните медиуми во рамки на политичките кампањи, тоа е дека поддржувачите на било која партија во суштина се обраќаат само во една своја група. Значи едната партија на едни своји поддржувачи, другата на други и едноставно најчесто неопределените кои што се таргет во политиката секогаш викаат да издржиме да заврши кампањата. Значи не се наоѓа некој добар иновативен начин кој што ќе ги заинтересира сите да се вклучат. Бидејќи вие знаете, како и сите што знаеме, дека за време на изборна кампања кај да се свртиме има дали политички спотови, дали политички гостувања, дали политички пораки, дали вести, дали попапи. Че тоа се случува постојано и секаде. И тоа се рефлектира и на интернет, и тоа се рефлектира и на радио, тоа се рефлектира и во вестник. И нормално е да се создаде таква. Кај нас, кои што професионално се бавиме со социјалните медиуми, тоа го чувствуваме, бидејќи цената на рекламирањето на Facebook расте, бидејќи Facebook функционира на основа на понуди, колку повеќе огласувачи има, цената расте. Јас верувам дека, како и досега, ќе се најдат иновативни, бидејќи не е се така црно, партиите во изминатите кампањи има многу иновативни активности, многу иновативни од еден логаут кој што се појавуваше на Facebook, од директни четови со граѓани, од средби, преку социјалните медиуми, буквално се трудеа да во голема мера се превземат активности кои што мобилизираат, меѓутоа се така убави за очи бидејќи се внесува, се третира реалноста која што постои. Вие денес како гледате понов филм, нема каде не се спомнува интернет, Facebook, Twitter, YouTube и така. Значи тоа постои секаде, треба да постои тука. Апелирам да за време на изборната кампања, кога тоа и да биде, значи да се најдат многу добри алатки, многу добри начини до кои што ќе се допре до публиката, бидејќи статистиката е во наводници немилосрдна, вели дека околу 70% од луѓето активно користат секојдневно Facebook. Не го знам точниот податок, но базиран ми е на Завод за статистика, затоа велам околу. Facebook регистрира над 1.100.000 корисници, да ги одземеме овие три лажни на средношколец, еден на студент за љубовни активности и така натаму, веројатно ќе дојдеме до бројка од 900 милион, да не карикираме, но огромна бројка. И затоа е многу нормално и многу легитимно да се одвива кампањата, меѓутоа да биде полна со дебата, да биде полна со повици за поддршка, да биде полна со изразување на став
и по можност говорот на омраза да биде изолиран случај, не може така нема, но да биде изолиран Да случај биде како и до сведен на сега. минимум, Да. колку што може. Стојановска, колку еден Facebook профил или Twitter може да се анализира и третира како личност или пак како медиум? Па знаете како, сега зависи кој како го пристапува на тоа и кој го анализира. Затоа што јас знам многу луѓе кои на своите профили даваат само музика, фотографии, некој, значи нешто далеко од нивниот интимен и личен живот, им служи за контакт со некои пријатели, за договарање, нешто. Има луѓе кои секојдневно, во секој час се тагираат некаде, ставаат фотографии, значи голем дел од својот интимен живот, од својата приватност се ставаат на интернет и очекуваат од таму дека луѓето ќе ги видат, ќе им стават лајк, ќе реагираат на она што тие го постираат. Значи еден различен однос кон сето тоа, зависно, вие рековте убаво, кој како живее, така и се однесува и на интернет. А луѓето кои премногу се експонираат и во животот можат на интернет да бидат исто такви, ама има и нешто што е обратно. Има личности кои се доста затворени, кои на изглед не се многу комуникативни, а на интернет да имаат и лажни профили, и да бидат многу активни, и да ставаат фотографии, значи баш онака една голема активност може да се види. Значи немаме некоја точно определена категорија кој како треба или кој што прави, значи има се може да се најде на интернет. И заради тоа е многу тешко да поставиме критериум што ќе видиме, што треба да земеме, што не треба да земеме, на што да веруваме, на што да не веруваме, како тие профили да ги да се однесуваме кон и што да препознаеме. Можеби секогаш со некоја доза на резерва да бидеме кон сето тоа што го читаме. И сега таа доза на резерва доаѓа од тоа како ние, например, како личноста функционира, кои се незините интереси, начинот на кој што она ги перцепира светот и стварите околу себе. Одново бира зборови или изгледи што не се и се својствени, што она ги прифаќа, а она што не го прифаќа го отфрла. Без разлика дали е тоа позитивно или негативно. Значи, многу зависи од личноста како живее во својот живот и тоа што ќе види на интернет. Така да нема некое точно правило да се одреди што би можеле да правиме, како да се однесуваме, како да се чуваме. Можеби одново велам да ние сето тоа го поврзуваме со реалниот свој живот. Така. Да, и тоа да го земеме да ни биде критериум некој. Ако можам, ме инспирираше целата ова дискусија на една аналогија што можеме да ја направиме. Например, ние, со себе ќе зборам, кога бевме мали, нас ни велеа дека две правила на прва. Првото беше не разговарај со непознати. Второто правило беше ако нешто, не дај Боже, мислиш, викај. Нели игравме во мало, немаше телефон, значи деца. Сега тоа не може денеска да се примени, бидејќи со кои родители да разговарате на возраст на деца, ќе вели дека не го пуштам детето само, тука сум, се користат игротеките. Јас сум како човек, немам тенденција да утописки сакам да го менувам светот. Значи тоа е тоа што постои. Значи ако нас порано не учеле, не разговарај со непознати, ако нас порано не учеле, викај ако има опасност, тоа е истото, не прифаќај непознати. На социјалните медиуми. Тоа е истото, не комуницирај со некого што не го знаеш на чет. Значи тоа се едни од правилата кои што буквално се уште еден доказ дека се пресликува. Тогаш била основната секојдневна реалност, денеска тоа е и основна реалност, меѓутоа и виртуелна реалност во која што, затоа што не заборавајте, допред некое време кога мобилните телефони беа многу скапи, а се појавија социјалните медиуми, многу од младите своите договарања ги користеа, ги правеа преку Facebook или MySpace тогаш и така натаму. Родителите тоа го поддржуваа бидејќи сметката за телефон се намалува. Значи повторно еден таков аспект. Меѓутоа поентата ми е еден типичен аналошки пример како родителите денеска можат тоа на што ни го кажува, да го кажуваат на своите деца. Не прифаќај непознати, не комуницирај со непознати. Само не се случува пред зграда, односно важи за пред зграда, но се случува и во интернет простор. Не знам дали ќе ви текне пред да се логирате на Facebook, нели како социјален медиум.
а од ваша лева страна на мониторот пишува Facebook е социјална мрежа која се користи за поврзување со вашите пријатели. Така е. Значи не пишува со непознати, Да. туку со ваши пријатели. Значи тоа е целта. И дека ќе биде бесплатен секој. Знаете што, тие лажни профили често пати може да бидат многу препознатливи. Така да, може би, баш Како она да што се зборувавме, да, со децата, например, како треба да им да имаат увид во тоа. Значи, постојат правила како ние сите оставаме лични фотографии, значи, јас барем моето искуство е дека многу лесно можеш да препознаеш некој, значи треба да биде многу мајсторски направен и долго да постои некој профил за да е лажен и да може да го прифатиш како нешто реално. Значи постојат некои правила баш тоа. Кој ги има ставено во пријатели, кои фотографии ги има, од кога е тој профил отворен, кои се интересите што таму ги постира, нели од страната има, кои книги, кои филмови, значи лажните профили се голем дел од нив се многу лесно препознатливи. И ако ние зборуваме со луѓето и им ги укажеме, они лесно и децата лесно ќе ги препознаваат. Затоа што една иста фотографија се повторува неколку пати, се гледа дека таа фотографија е симната од некаде, дека тоа не е реална личност. Овие вистинските профили, значи, се многу богати, полни со информации, можеш да видиш назад со години еден живот на личноста која го отворила тој профил. Значи може да се препознае на некој начин. Би требало, значи, некој да биде навистина добар мајстор за да тоа многу потешко биде препознатливо. И може би, како што вие рековте, таа љубопитност на децата, например, за да погледнат или младите луѓе, па и нас возрастните, да се упати како во тој правец да секогаш малце со резерва гледаме на тој што ни пратил friend request, малце со резерва гледаме на тоа кој се интересира за нашите фотографии или што ние правиме таму на нашиот профил и за нас возрастните и за децата. И може би ако малце има така опрезност во тоа однесување, многу поретко ќе се случуваат такви катастрофи да наидуваме на лажни профили и да тие ги рушат таму нашите профили. И многу важно од ова се што го кажавме е тоа што никогаш на социјалните медиуми не може да се појави нешто што ние сами не сме го ставили. Значи, дури да станува збор за фотографија на која што сме тагнати им опција, тагот да не излезе, да се забрани, да мора да се одобри. Значи, буквално во 95% од случаите станува збор за избор кој што ние сме го направиле. Таа фотографија, тоа видео, тој статус, било која мисла или што и да е, ние да го споделиме. Дури во поставките, сами ги поставуваме поставките на социјалните мрежи како другите да се однесуваат. Контролата сепак е во наши раце, да. Да, и дали само пријателите може да го гледаат тој Facebook профил и од тие пријатели може да се селектира кој што може да видат, така да, значи, можеме, има некоја слобода што можеме да ја користиме и да бидеме. Значи, ако секогаш, као што вие рековте, ако одиме на улица, нели, нема со секого да исконтактираме и секој што ќе го сретнеме позади првото ќоше. Значи, ние секогаш ќе одиме по улици, сме опрезни со кого, како и колку и кога одиме, не одиме во темница, не одиме некаде каде што е опасно, така и се случува и на интернет. За социјалните медиуми и нивната злоупотреба дебатираме вечерва во отвореното студио на телевизија Нова. Куса пауза за реклами и продолжуваме со дискусијата со моите и ваши гости. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите. Витаминка. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Healthy Food – специализирани продавници за здрава и органска храна. Голем асортиман на органска храна и широк спектар на додатоци во исхраната. Безглутенска и веганска храна.
органски витамини без генетски модифицирани организми, како и комплетна нега со сертифицирана француска органска козметика. Специализирани продавници на Зегин за органска и здрава храна. Во ново во градот. Патуваме во Охридската мека, Свети Наум. Охриѓани го развиваат и планинскиот туризам. Дознаваме повеќе за Adventure Next Balkan. Оттаму во Тетово, за успешната бизнис приказна на млада тетовчанка. Во Крива Паланка ќе се запознаеме со активностите на градскиот музеј. Караванот Купи куќа за млади утре патува во Берово и Дебар, а деталите се кај нас. Гледајте ново во градот. Вие го следите отвореното студио на телевизија Нова. Зборуваме за говорот на омраза и за евентуалната злоупотреба на социјалните медиуми. Кордалов ги спомнавме јавните личности, ја споменавме изборната кампања. Се почесто може да забележиме дека и одредени политичари ги користат социјалните медиуми како алатка за рекламирање на своите политики. Неодредени сите ги користат. Од најмали до најголеми во смисла во бројност партии и политичари, и тоа е добро. Меѓутоа многу е важно да знаат правилно да ги искористат, бидејќи во суштината и Facebook и другите социјални медиуми, особено најбројната Facebook, постојат за да се испромовира и за да се даде слика за одреден политичар. Иако ги следите американските кампањи, например, од како Барак Обама масовно почна ги користи во првата своја кампања, па понатаму, па и сега. Значи, имаше статистики дека само 50 на милиони евра пред 3 години, кога беа изборите, се потрошени од еден претседателски кандидат за Facebook рекламирање. Тоа се фрапантни големи бројки, тоа не случајно е така. Она што ќе го видите, најчесто кај личните страни и профили, кај политичарите, се или дел од нивните изјави, или дел од нивните тековни активности, или дел од промотивните активности кои што тие реално ги прават секојдневно. Апел, порака, е да секогаш градат имаат посебна содржина политичарите на Facebook која што е наменета за таа публика. Бидејќи, ако јас гледам вести на вашата телевизија, на друга телевизија вестник и слично, и ако истата фотографија ја видам на профилот на политичарот, а сум заинтересиран за таква тема, таа е во наводници бајата тема. И кај што сум ја видел прво, таму е ексклузивна. Значи, апелирам да во своите кампањи градат посебна содржина и стратегија на социјалните, да се фокусираат во тој дел. Да се фокусираат како да ги привлечат луѓето и да бидат интересни, односно да бидат атрактивни, бидејќи политичарите влегуваат и чукаат на врата на еден нов свет или нов медиум. Значи, тие се гости, не се домаќини, не може публиката од никаде да се прилагоди на потребите на политичарот. Напротив, политичарот, но и секоја јавна личност, дали е музичар, спортист, мора да се прилагоди на очекувањата, на потребите и на моралот на таа заедница или на тие групи. Тоа е многу важно. Негативно, што не е случај само во Македонија, туку и генерално се случува, е што социјалните медиуми стана параван за негативности. Значи, параван, кога нешто сакам да го кажам, ама не смеам официјално, ќе го пуштам, па тоа после ќе излезе објавија на социјалните медиуми. Тоа е негативно и всушност тоа го билда негативниот имидж на социјалните медиуми. Секогаш кога е некоја во наводници негативна или осудена појава, дознавме на социјалните мрежи. Зошто е тоа така? Заради тоа што не може јавно да се каже и треба да се излезе во јавноста, стратегијата вели дека тоа не треба да биде официјално. Да, но можеби и традиционалните медиуми го губат приматот на монопол во информирањето и нели се почесто може да видиме брзината на социјалните медиуми си го наметнуваат своето. Па се сложувам со вас дека се менува работата, меѓутоа се уште новостите кои што не би прошле на традиционалните медиуми, одат од политичарите преку, не од нивните, него од разни канали преку социјалните медиуми. Се уште така доминира. По мене,
Тоа е светско искуство, не е нешто ја што ќе го кажам или измислам или некој мој колега, колешка. Значи, треба да затоа да се има таа стратегија, што се објавува на социјалните медиуми од личните, да не бидат само репрезент или да не бидат само рефлексија на дневните активности на политичарите, на дневните пресови, дневните пораки. Значи, таму има луѓе. И на секој, и на Facebook, и на Twitter, и на Instagram, и на, да не ги редам, се има посебна публика и се има посебен начин на презентација. Да, на почетокот споменав дека сепак традиционалните медиуми се регулирани со законот за медиуми, а интернет порталите можеби и затоа си дозволуваат да објават се бидејќи не подлежат под голема надлежност. Ги спомнавме политичарите, нивните кампањи и рекламирањето на нивните политики кои ги спроведуваат токму на социјалните медиуми. Дали можеби имаме поплака од некој од политичарите до вашата дирекција за заштита на лични податоци? Во дирекцијата за заштита на лични податоци не водиме посебен регистар за тоа дали се политичари, јавни личности, личности од естрада или така натаму, меѓутоа нели да се препознаваат при поднесување на представка. Има во изминатиот период неколку број на представки кои што се поднесени од страна на носители на јавни функции, политичари и од лица од естрадата кои што пријавија хакирани профили, односно побараа бришење на лажни креирани профили на социјалните медиуми. Од наша страна беше реагирано во најбрз можен рок, не дека се работи за политичари или носители на јавни функции, тоа нели го правиме како постапка воопшто за секој граѓанин. Меѓутоа, јас би кажала во една друга насока, значи, нели колку правото на приватност дозволува објава на секакви содржини, особено да речем и недолични содржини во медиумите. Носителот на јавна функција, односно политичарот, мора да претпостави помало ниво или помал степен на правото на заштита на личните податоци, односно на правото на приватност. Затоа што принципите на транспарентност, принципите на отчетност во работењето се едноставно принципи кои што се носечки и се водат, особено во насока на објава на разноразни информации и податоци во делот на заштита на приватноста на политичарот. Така што би претпоставила дека политичарите, односно носителите на јавните функции, ќе имаат пониско ниво на степен на заштита на правото на приватност. Од друга страна, зборуваме и за јавен интерес. Значи, колку е од интерес на јавноста да се знаат таквите податоци или информации кои што се пласираат во јавноста. Неодамнешните дебати покажаа дека се уште трагаме по точна дефиниција за тоа што представува јавен интерес, односно дали се што е објавено сушност е од љубопитното око само на граѓанинот, од другата страна на социјалниот медиум, дали е тоа типично воајерски или е навистина од интерес за јавноста, на она што навистина треба да го знае како податок или како информација. Од тука би произлегла и трет аспект, да речем, би го споменала и етичкото однесување или професионализмот во медиумите. Доколку вие се соочите и добиете такви информации и податок кои што укажуваат на приватниот живот на политичарот, на носителот на јавната функција, кој лицето од естрадата и така натаму, значи дали вие имате доволно свест и свесност да го објавите? Нели, да процените во одредена ситуација, во одреден контекст, колку е тоа од интерес за јавност или ќе ја чувате информацијата за себе или ќе ја чувате во рамки на некој уреднички одбор во рамки на медиумот. Тука се, да речем, и не само новинарот, не само истражувачот на историјата, тука и уредникот како лице кое што треба да знае како треба да се однесува кога ќе дојде во ситуација, во допир со информација или податок кој што ќе укаже на приватноста на политичарот, а сепак ќе пресуди односно ќе пресече во насока на тоа дека треба да се знае дека ова е или не е од јавен интерес. Од друга страна би напоменала дека секое правно лице согласно Законот за заштита на лични податоци, вклучувајќи го и медиумот, односно медиумската куќа како правно лице, како ентитет, како контролор на личните податоци кои што нели се собираат овде, да речем како куќа, медиумска куќа,
предпоставува законска обврска да се именува офицер за заштита на личните податоци. Дали во секој медиум и во медиумска куќа имаме назначено офицер за заштита на личните податоци кој што ќе има законска обврска и надлежност да ги познава политиките за приватност, да носи политики за приватност во рамки на куќата и едноставно да знае, да посочи и да го советува, да речем, уредникот или физичкото лице во правното лице како треба да се однесува во такви ситуации. Така што ова се прашања кои што се уште се дискутираат кај нас, особено во нашето општество. Драго ми е што се дискутира, значи мораме веќе еднаш да ставиме крај на тоа каде е јавниот интерес, каде е интересот на јавноста. Интересот на јавноста е сеопфатен. Ние сме заинтересирани се да знаеме и секогаш се да видиме и се да прочитаме, меѓутоа колку од она навистина треба да го знаеме. Така е, тука се медиумите да информираат и секако уредниците да проценат што е јавен интерес и интерес на пошироката јавност, а тука и Советот за етика во медиумите. Так. На почетокот и ја спомнав токму етиката како начало кое што треба да применува прво и секој новинар поединец. Да, сите западни системи имаат некој систем на саморегулација, така што Советот за етика во медиумите беше формиран и во таа насока и година дена чинам како веќе е формиран, повеќе од година, да. Така година и нешто. Чекаме да видиме нели како ќе се одвиваат ситуациите, добиваат представки и тие и барања од страна на новинари и од страна на граѓани, така што интересно ќе биде и во следниот период да ги видиме и нивните размислувања, особено кога се крши етиката и професионализмот. Так, неколку години е активен веќе Советот за етика во медиумите како посебно и независно тело. Ја споменавме изборната кампања, сетата реторика која што ја имаат и политичарите, но да го споменеме и ова секојдневие, ова зовриена политичка атмосфера на протести и на масовен револт, можеби помеѓу обичните граѓани, каде што се поголема е она поделеност помеѓу луѓето и може да се забележи таа поларизираност во општеството. Знаете, ние психолозите велиме дека тој што зборува за некого, секогаш прво зборува најмногу за себе. А зборовите за некого уствари го опишуваат тој што ги кажува зборовите. Затоа што ние сите имаме своја гледна точка и таа гледна точка поаѓа од нашето тело, од нашето чувство внатрешно, од нашата личност. За една иста работа ние можеме сите да дадеме овдека различен опис. Значи, начинот на кој што ние зборуваме, ги опишуваме работите, кажуваме за нив, им ги сервираме на другите, фактички го покажува нашиот начин на размислување и ние тоа што. Така да, секој што ќе пишува во мас медиумите, секој што за било кого ќе пишува, мислам дека треба да биде свесен за тоа, дека начинот на кој што зборува и го опишува е нешто што него самиот го опишува како личност, како човек, значи кој дел од сето тоа што ние го имаме сега како едно огромно поле на информација, го издвоиле за да им го сервираат на тие на кој што е наменето. Така, Кордалов, живееме во динамично време и рековме дека сме соочени со море од информации, но како граѓаните и обичниот човек да разликуваат информација од дезинформација, особено на социјалните медиуми? Најдоброто решение и кога не постоеа социјалните медиуми, сега особено кога се тие тука и го прават морето или океанот, е да се одговори со уште повеќе информации, за да граѓаните, секој човек индивидуално може да процени што е веродостојно, што не, што е точно, што не. Бидејќи споменав и јас на почетокот дека секој денес еден човек има свој медиум. Тоа не е налик нели на традиционален професионален медиум како што сме навикнати, меѓутоа има свој личен медиум кој што допира до одреден број на луѓе. Дали се тоа следбеници, дали се тоа пријатели, тоа може се 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 и така натаму, меѓутоа тоа е сериозна бројка. Најдоброто нешто е всушност да се изгради свест и секој индивидуално да може да препознае што е тоа, бидејќи
работата на надлежните институции си е јасна. Значи мора да следат, да пратат, да не се дозволува дезинформирање, говор на омраз и така натаму. Меѓутоа не можете да ограничите слободата на изразување, особено не на социјалните медиуми. Можете само да работите граѓаните, луѓето, да ги правите што е можно повешти, пообучени, поинформирани и да знаат што е она што може да се потпрат, а што е она што е дезинформација. Но колку во вакви времења може да се манипулира со граѓаните? Колку на Facebook може да се случи тоа? На Facebook се случува. На луѓето кои што имаат големи секојдневно, следбеници, еве ги да. спомна Кордалов, можеби ќе пуштат дезинформација, шпекулација, која што ќе предизвика голема полемика помеѓу обичните граѓани. Јас би поставила и друго прашање, баш во насока на традиционалното новинарство. Колку новинарите се подготвени да преземат одредена информација и содржини и фотографии, без да прашаат за согласност за објавување на истата. Значи, веќе тука не само колку тоа звучи, нели, колку дискурсот ќе се употреби вака или онака информативно или не, меѓутоа колку сме и ние свесни, да речеме од страна на медиумот, да сето тоа што ќе го најде како информација на социјалните медиуми, од една страна ќе го препознае како информација, меѓутоа ќе има свесност и ќе знае дека не треба да го објави доколку нема согласност од другата страна. Секоја објава и реобјава на фотографија без одредена согласност од субјектот на личните податоци предпоставува дека вие вршите злоупотреба на лични податоци. Ама еве, тука на пример се судираме со јавниот интерес за што зборевте. Така. Имаше случај пред не знам колку години, докторка која што се фотографирала за Нова година на работа, а во позадина девојка ми се чини која што била таа вечер на токсикологија. И тоа беше објавено на незиниот личен профил. Сега, тоа е јавен интерес да се превземе од медиумите, да се каже дека тоа нели предизвикува реакции, згрозеност и така натаму, или пак не е јавен интерес. Да, но што се однесува до правото на приватност на лицето кое што е фотографирано позади медицинската сестра. Затоа прашувам, приватноста... Да, од една страна се соочуваме со злоупотреба, нели, односно со повреда на правото на приватност од друга страна пациентката, а од друга страна велиме велиме за јавен интерес. Јавен интерес е да знаеме како се однесуваат, нели така беше представено. Јавен од страна на медиумот, дека јавен интерес е да знаеме што прават, да речем, медицинските сестри за време на своето дежурство. Да, меѓутоа мора да се земе севкупно. Значи, вие во рете ќе го одредите јавниот интерес, но доколку со тоа кршите одредено право, не повредувате некој. Повредувате право, нечие човеково право, основно човеково право, тогаш автоматски јавниот интерес не е над човековото право. Правото на приватност, значи човековите права се над секој јавен интерес. Ја проценувате ситуацијата, затоа велиме, во секој контекст и во секоја ситуација вие правите проценка. Ние немаме точно одредени примери каде тоа дали ќе се одлучи вака или онака. Одлучуваме по однос на ситуација, по однос на контекст и говорот на омраза. Тенка линијата помеѓу говорот на омраза и слободата на изразување. Говор на омраза ќе биде доколку е кажано во одреден контекст по одредена група на луѓе која што и презентирана во одредена група на луѓе. Доколку тоа се каже во некоја помала средина каде што може да звучи само како виц, а не како говор на омраз. Ме разбирате? Многу е тенка таа линија и тука сепак проценката е на медиумот. Проценката е на медиумот, нивото на свесност, така, супер пример, сликовите примери. Нивото на свесност и познавање на овие материи, за жал ке треба нели да станеме сите професионалци, да речем во овие теми, меѓутоа доколку еве се дискутира се повеќе на оваа тема, се дебатира и ги разјаснуваме па макар пример по пример каде превагнува правото на приватност над јавниот интерес, над она што навистина треба да се знае во јавност. Стојановска, ги споменавме лажните профили во секојдневието меѓу средношколците, но колку има лажни профили зад кои што стои некоја политичка партија или политичар кој преку тој лажен профил може да пропагира или наметнува одредени тези за неговата партија? Вака, како психолог, јас немам таков податок и не знам. Како корисник на Facebook, обично јас вака ролам надоле и кога ќе видам некои фотографии што ги препознавам, било кој, јас само ги поминувам, затоа што не сакам да читам. Ако отидам на Facebook, одам за да
видам што ми прават ќерките или што ми прават другарките, значи нешто како информација да поминам или ако побарам нешто по интернет што мене ме интересира, значи не можам да кажам колку ги има и како ги има. Господјата кажа дека има интервенции кај нив за да се угаснат таквите профили. Сигурно дека ги се користи. Порано тоа било, како што веќе зборувавме, оговарање од порта на порта, во град кога ќе одат на бербер, на пазар, луѓето се зборувале меѓу себе си, се оговарале, си кажувале лажги, нели еден со друг. Па ние сите на некој начин во секојдневниот живот носиме маски, се представуваме некако на некој начин и сега се до тоа во еден кога ќе се употреби еден мас медиум огромен, добива некоја огромна важност и дело, значи луѓето се маскираат, се преправат, прават лажни профили, прават разни информации, се шират дезинформации и тоа е дел од нашиот живот. Значи мора да знаеме дека ние ќе се соочуваме постојано со тоа и градењето на некоја критичност, како што реков и преска кон сето тоа, поаѓајќи од она што ние го знаеме во реалноста, треба да ни прави, нели, да создаваме некоја мерка, значи до колку ние на тоа ќе веруваме и пак, како што рековте и вие, значи нема една јасна граница каде ние тука ќе се запреме, па ќе веруваме или не веруваме, него е тоа нешто лично, што ќе не донесе до некаде, до каде нашата личност, нашата знаење, перцепција ни дозволува да одиме, да препознаеме што е тоа во ред или не е во ред. Кордалов, може ли да ни посочите некоја западноевропска земја каде е успешно спроведена регулацијата на интернет медиумите? Во сите поразвиени земји, почнувајќи од Америка и Европа, си постојат разноразни механизми кои што тоа се регулира, постојат и во Македонија. Меѓутоа, темата е пренова и пребрзо се развива за да се каже дека има готов модел, тој ќе го земеме и се ќе профункционира. Ќе се навратам на интернетот дека е огледало на општеството и всушност ако имате регулација на традиционални медиуми, ако имате традиција на начин на дебатирање, на изразување на став помеѓу политичарите, политичките партии, навијавачите од времето како се однесували сега, естрадните звезди. Значи сето тоа понатаму се рефлектира и на интернетот. И многу е полесно земји каде што имаат голема традиција на сето ова што го зборувам, особено во делот на политиката, да одредена сфера изрегулираат. Иако, повторно ќе кажам, нема. Социјалните медиуми се не цели 10 години во жижата, не се во жижата, 10 години постојат, меѓутоа 5-6 години се во жижата на она што се случува и ја рефлектираат и политиката и се други горливи теми. Така што ќе учиме едни од други, ќе стекнуваме искуства, особено институциите, со цел да се најдат добри решенија. Иако сакам повторно да кажам дека колку повеќе ние се фокусираме на позитивните страни на социјалните медиуми, толку повеќе ќе можеме да ги истиснеме негативните. Значи, колку повеќе ние даваме примери што треба да се превземе и зашто се можат родителите или кај повозрастните во однос на политичарите и слично да превземат во оваа насока, толку повеќе ќе бидеме успешни. Ако цело време разгледуваме опасности, само ќе се затвориме во себе, ќе негираме реалноста дека 70% се активни, дека во светот има милиарди луѓе на интернет, дека напредокот оди преку интернетот и нема да постигнеме ништо, ќе живееме изолирани како личности, како индивидуи. Така што ќе трае, колку што пребрзо се одвива се, ќе треба пребрзо да има реакција со цел да се доведе до предсесвесност. Знаете како регулацијата, овдека ние имаме наши медиуми. И ние ако користиме пцовки по дома или вадиме на маса кога се дружиме секакви работи, кои што се, ние така ќе комуницираме на интернет. Значи, ние се чувствуваме, како велите, во мала група. Сега тоа е колку. Јас на обуки, например, кога држам социјални медиуми, ги прашувам слушателите. Колку пријатели имаш? На Facebook 500. И викам се, ти ако пишеш на Facebook, јас следната сабота ќе ја побарам девојката за жена. Ама ве молам, не кажувајте. Може ли тоа се задржи?
Не може. Добро, викам, ако си во некој киносала што има 500 луѓе, и ако кажеш, излезеш на бина и кажеш, сите сте наши тука, еве немаме телефон, вака и вака, ви кажам, не кажете. Нема шанси тоа да опстои да остане. Значи, едноставно работата да се движи премногу напред и не е за очекување се да се стави во регулацијата. Регулација нормално како за се мора да има. Тоа е генерално. Ако нема свест, ако не се работи на свеста, ништо не може да има. Така. Да, Кордалов постојано укажува на позитивниот аспект на употребата на социјалните медиуми, а наша должност е да предупредиме пак за заканите, односно ризиците по злоупотреба на личните податоци. Така, од институционален аспект, постојано во нашите едукативни кампањи не можеме да го забраниме Фејсбукот, напротив, како социјална мрежа за комуникација, па дури тие затворени групи што се формираат во рамки на училиште, трето А, четврто А и така натаму, тоа се некои затворени групи каде што комуницираат. Тоа не може да се забрани, меѓутоа постојано велиме безбедно и паметно користете го интернетот со цел да го намалите ризикот од злоупотреба. Се што ќе се објави на интернет, останува на интернет, не може да се повлече, ниту да се избрише до последна рамка. Така што, навистина, едукативна е целта на социјалните медиуми, меѓутоа, наше е како обврска на сите нас, како граѓани, како и средношколци и сите кои што ги користиме социјалните медиуми, да знаеме дека наша е обврската првенствено за она што го објавуваме на интернет, односно на социјалните мрежи. Така што правото е тука, законодавството е тука, имаме сосема добро законодавство и тоа во споредба со другите европски држави, особено во делот на заштита на личните податоци, сосема сме усогласени. Дури и со новата регулатива на Европска Унија, навистина ги следиме во чекор сите законодавства и примери од наши колеги од Европска Унија. Меѓутоа, пак ќе речам, мора да градиме поголема свесност, особено во насока на воспитно-образовниот процес, кој што се одвива во овој аспект на градење од проектот Компјутер за секое дете. Меѓутоа, колку ние го подготвуваме наставниот кадар да одговори на предизвиците и прашањата кои што ќе му ги постави тоа дете. Многу куса пауза правиме и ја сумираме вечерашната дискусија. Останете со телевизија Нова. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клучна рака. Дојдете во Ход и Ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и Ход за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и Ход. Да, имаме уште кусо време да ја заокружиме вечерашната дискусија, дали се злоупотребуваат социјалните медиуми и како да се спречи говорот на омраза. Стојановска, како да се заштитиме од ова море на информации, на лажни профили и на присутен говор на омраза? Ние психолозите сме некаде помеѓу ова и ова, што би требало да ги споиме во една личност, односно меѓу позитивниот дел, она е позитивното што имаме од интернетот, користење на сето тоа и опасностите кои луѓето ги чекаат. И сето тоа успешно да се спои во функционирањето на една личност и одново јас велам дека наша работа е уствари да ги вратиме луѓето во реалност. Океј, користете го, направите се што можете, пазете се од тоа што може би таму ве чека и живете го животот во оваа реалност, во сега и овде. Сакајте се, дружете се, бидете со своите пријатели, правете акција во животот, менувајте го, учете. Интернетот и медиумите на интернетот се само дел од животот, не е нашиот живот. Како наместо во виртуелен да се вратат обичните граѓани во реалниот живот? Повторно морам да се вратам на темата свесност. Луѓето
буквално се сложувам дека мора да го живеат животот сега и тука. Луѓето на социјалните медиуми мора да разберат дека се тие што се, а не некој друг. Луѓето мора, сите ние, мора да разбереме дека всушност треба да ги ползуваме корисните работи, да ги согледуваме. Заради тоа што враќање назад од овој напредок, од ова одење во така наречената виртуализација нема. И јас не верувам дека земји како нашата, јужни земји, каде што има, да речеме, една кафе култура, каде што има специфичен однос и комуникација меѓу луѓето, дека ќе можат да се затворат во себе. Меѓутоа, секако, големиот дел од времето, кога седиме на кафе и во кафана и така натаму, нели седиме на телефоните, дури се добива впечаток дека едни со други комуницираме преку мобилните телефони. Човековиот мозок, овој напредок од 5 до 10 години, веројатно не може лесно да го свари. И веројатно ќе треба уште многу време за ние ја прифатиме и се прилагодиме на реалноста. Вие земете во предвид дека ако социјалните медиуми се популаризирани во изминатите 5 години, нешто помалку години од тоа, смарт телефоните, паметните телефони доживуваат масовизација во земјата. И тоа треба да се преживее, и тоа треба да се живее, и сето тоа е многу нормално. Ако сакаме да бидеме амбициозни или стабилни луѓе, че дефинитивно не треба да дозволиме ништо да ни го одвлече вниманието. Бидејќи, например, за време на работа или за време на одредена активност, се може да биде поинтересно. Од чет кај си, што правиш, до чекај оваа игра да ја свртам, до чекај да видам што има на одреден агрегатор или одредена телевизија или радио. Значи, буквално може да биде се интересно. Тоа е како на времето, нели, кога дел од учениците учат, стојат на книгата и буквално цел сат наместо да учат само гледаат. Бидејќи се одвлекува внимание. Птица пеела, музика се слушала, нешто скриено. И романчи и така натаму. Значи, единственото враќање е свеста. Значи, мора да се разговара. Ако станува збор за децата, родителите имаат улогата. Ако станува збор за изградени или возрастни луѓе, само контролата мора да има. Значи, тоа ви исто како да седите на работа, некој да ве викне на кафе, еве не ве вика на чет. Од вас зависи ќе отидете или ќе си ја завршите работа. Само контролата и свесноста за нашата одговорност за тоа што го правиме. Апсолутно. Дирекцијата за заштита на лични податоци будно ќе ги следи сите овие случувања и прети за време на изборната кампања чека полни раце работа кога станува збори за злоупотреба на лични податоци, профили. И особено во делот на смарт технологијата која што рапидно се развива, бидејќи тука веќе ќе има симнување на апликации, па кои што ќе го нарушуваат правото на приватност, особено зборувам за, не знам, WhatsApp апликација, дали знаете, ви собираше порано сите лични податоци од вашиот телефон без да ве информира повратно дека го прави тоа. Дирекцијата за заштита на лични податоци, еве уште еднаш апелираме, подготви водич за родители во рамки на проектот Час по приватност, слободно може да се кликне на нашата веб страна, каде што нудиме и софтверски апликации, како родителите да го ограничат интернет просторот за своите деца, односно да ограничат кои содржини можат да ги разгледуваат или да ги посетат во рамки на својата едукативна цел, односно информираност која што е барат лектири или романчиња или така натаму. Родителите се една од основните алки, ако не и наставниците уште повеќе, како алка во нашиот образовен систем, кој што ние се стремиме во следниот период за измени и дополнување на наставни планови и програми, за вметнување на овие теми на вистина во образовниот процес, бидејќи сметаме дека само така суштински и не само институционално, туку системски ќе придеме кон решавање на овие прашања. Наша препорака е кликни безбедно и биди паметен при користење на социјалните медиуми, особено во насока на се она што се случува или внимавај каде се чекираш или со кого се тагираш со цел заштита на твојата приватност. Ви благодарам што вечерва бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Интересна дискусија, отворивме многу дилеми, а дадовме и практични совети до нашите почитувани гледачи. Јас ве поканувам да останете со телевизија Нова за да ги слушнете најновите информации од Македонија и светот. Вечерва со Анита Петровска-Рајковиќ. Гледајте телевизија Нова.